Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, кое што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец. Тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебен дел за 9 села во општината Пустец. Поминаа речиси 40 години откако во тогашната радио-телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радиоемисиите Гласот татковината и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направив првата радиорепортажа со работен наслов "Рилево село во Донерска околија", а нешто подоцна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавеното село Рилево", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во Вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора, која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби, населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имав посетено, десетина документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски 2000 селски населби, 5 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Никола Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариовското село Крушеица, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообновувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Пилевчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по пилевски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега си бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец? Таму има 9 села, чисто македонски. Голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша. Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив.
Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолом. Од Вртолом до Света Марена имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после Стење, селото Туменец, и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и убави конаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш, повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Бравос, бре Зоране, бравос е таков, ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речиси 1 година од кога наминав во селото Туменец и 30 дена кога ги посетив селата Горна и Долна Горица. Ете, според господовото провидение, наминав и во селото Глобочани и за него да направам документарен запис, каде што продолжив со снимањето на документарниот серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Почитувани мои, ова мое патешествие кај македонците кои живеат во општината Пустец немаше да биде реализирано без работката на првиот меѓу еднаквите во општина Ресен, градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиовски и настопанственикот Милчо Кузмановски. Македонско-горничко-преспанската езерска регија како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму.
Речено сторено, како што вели народот. На сам ден на Благоест во раните утински сати, од Прилеп преку Битола, Ресен, по магистралата Ресен, Царев двор, граничен премин Стење и по 90 на минути лагана воžна со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степуле, откако ги поминавме граничните формалности, заедно со мојот пријател Валентин Поповски, пристигнавме во селото Глобочани. Почитувани мои, да бидам искрен, најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во село Глобочани, неговата околина ја замислував дека тоа е сета пуста пустелија, а селото, како од оние нашиве заборавените села, со неколку жители, со по некој старец, села со паднати кујчи и плевни, обраснати дворови со трење и капини, очекував да го видам Глобочани од времето на владењето на Енвер Хоџа, арно ама, старинскиот лик, ликот на селото, одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујчи, уредени дворови, распослани во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски манири, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби во Република Македонија. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Глобочани, со кои располагам копајќи низ архивите ширум балканскиве простори, во изминатиот период да ви пренесам со надеж дека меѓу помладите, по раѓање или по потекло, од македонскиве простори, а и пошироко, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Како што напоменав, водич низ општината Пустец, низ населените места, ќе ми биде книгата на Владо Јовановски "Населбите во Мала Преспа", каде што има напишано историски податоци за 9 села во општината Пустец, а првото село кој што го посетив е селото Глобочани. Во оваа книга е следно запишано: окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на Горничевскиот залив, како дел од Преспанското езеро, не можеа да не го забележи селото Глобочани, кое раскошно блескотеше по зраците на утринското преспанско сонце. Селото Глобочани се наоѓа на околу 8 километри јужно од албанско-македонската граница, на самиот брег на големото Преспанско езеро, во Горичевиот залив, лево од патот Битола-Корча и полуостровот Осорник, во северното подножје на возвишенијата Врвот и Стара Нива, во малата плитка стрмна долина, амфитеатарно поставено со медитерански лик. Селото од север се граничи со Долна Горица и водите на големото Преспанско езеро, а преку нив со Република Македонија и Грција, од југ со селото Шулин, на запад се протегаат високите остри каменити сртови на Галичица, а преку незе со селата Халарупи и Братомира. Атарот на селото се распостила на 30 квадратни километри, чиј простор претежно е ридско-планинско и рамничарско земјиште. Ридско-планинскиот дел е обраснат со дабова, дренова, габрова и букова шума и сочни пасишта. Обработливото земјиште, кое првенствено е црвенито и каменито, се распостила во западниот дел на полуостровот Белн и по длабоко наведената долина од двете страни на патот Битола-Корча во должина од околу 4 километри. Селото, од постарите што го кажват, имаше 7 куќи. Зборувам негде пред
македонското востание или инденското востание беше толку некои 7 куќи. Ама едно во Вакотлина од најветвите села. Стари фамилии са Таневци, Баруловци, Малевци, Джедлевци свој, Савикија, Калешковци. Овие семејства са така поќе. Ако беше во селото една свадба, треба да се радваше цело село. Со свадбата твоја или моја или ко било. Имаше голема веселба. Али сиромашнијата беше в коска влезена. Лебо тука во времето на задругата, лебо само ченкин се јадеше, мисерен. Немаше и беше и тој со рацион. Поради политиката, еднош се расипаме со Југославија, ајде второто ајре се расипаме со Русија, ајде после се расипаме со Кина и така дојдоме седне на нула. Глувците слободно игреа по рафтовите на дуќаните, што немаше. Животот има бидено тежок. Тие одвај го осигуруваат лебот за јадење. Во атарот на селото нема изворишта и водотеци. Селото со вода за пиење претежно се снабдува од езерските води. Отка стана задругата и во другите села, ово беше позитивно. Во секое село имаше бабица, што служеше. Во секое село имаше дуќан за лебо да го купеш. На дуќано го купваше лебо. Али е мисерен тоа, ама... Имаше менза. Некој да сакаше дојда јај тамо. Ќадеше. Достигна да направи бања. За бањање луѓите од работа додеа да се бања. Ама не се стигна тоа нешто, никој па да го направи. Се направи и водовод за наводнување на нивието. Од тука приемаше канало за вадење далече и на многу угоре. Али се направи тоа нешто. Инаугурацијата на струјата се направи на 1968 годината. Од 68 после овие се изградија овие помпите за вадење. И речи си, во секое село се направи помпа за вадење. Едно село го имаме ние тука, Шулин се вика, то немаше никако вода, одеа со магарира полнеа најзеро. Али водовод кладе државата и му зазајсе водата дори в село. Од најзеро, сигурно од најзеро секој пат. Водата е пиена од најзеро. Со што одевте пред 50 и кусur години на пазар во Корча, до Ресен, или па да речеме до овие соседни села? Прво, само со пешки и со правда. Со магарина, со кони, со овие нешта. После државата кладе некој, после некој зисој, камион, малу така покриен, и со него одеа. После во поново време, кладува и еден автобус, градеше 2 пати неделјата. Градеше понеделникот и четвртокот. И со него одеа луѓите, ма тој не исполнуваше нуждите на цели луѓе. Тој земаше 20-30 души. 20-30 души тој беше за сите 9 села овие, што одеше 2 пати неделјата Корча. Лекар имаше. Во Пустец беше лекарот. Дури испиталје се направи таму, болница. Дека по овие другите села имаше бабици, ти реков. За една инјекција, прајање, за едно друго, беа распоредени по сите села. Кој ден беше пазарен во Корча? Во Корча пазарен беше саботата. Во саботата, ако имаше некој да продај, се не остае што ќе продај. Се не се колективизира све, изеде државата
А саботата беше пазарен ден за стока, да продаеш или да купиш кон, или магаре, или да продаеш некоја коза, или нешто. Кога имаше повеќе почит кod старите? Во твоето време или денеска? Тога имаше многу поќе почит. Тој што беше постар на куќата, зашто и во самите фамилии, јас, за мене, стигнав во куќата наша, дури 17 души живееме. Дека самиот Стерио Спасе, што зборуваме за него, тој стигна дури 40 души во куќата. Неколку минадеме, братја, 2, 3, 4. Куќите не беа ко сега, куќите беа племни така и во като ќе спеа. Тро тука, тро тамо. Јас цел век работав шофер во задругата. Ке навјанеат згора жените на камиона за додеме негде, да береме трева негде. Песната да созвиват планињето со песната што ќе пеја. И во торбата ќе имеа по едно комаче леп, по една глајца хроми и та беше јавија. Ама веселбата беше голема. Тука две гумна беа, едно го викија гумното Малио и гумното Дзизо. На едното сабереа жените, на едното мајште и игреа. Од овие игреа, мајште игреа една се викаше долга маска, котка, кисело месо. Овие бе еден вид игри што се правеа на тоа време. Дека жените си игреа на песна. Гуре Дума беше учител тука во Васколија. Ојде направен курс еден месец или два, за да учи децата на македонски толку колку. А кладе на скена драмата Македонска крвава свадба. Со тој кадар што беше тука од село. Например, Кузман, улогата на Кузман, а играше еден Тодор Трпов. Улогата на Спасе, а играше еден Деко Танев. Улогата на Осман Бек, а викаше Пандо Бојчев. Улогата на Расим, полјако на Османбега, а играше Петре Малев. Улогата на Шефкија, а играше еден Трајан Дума. Сега беше за улогата на Цвета кој да игра. Женско никако немаше. И тога се облече еден брат мој, тој беше личен, Сотир Мале, го облекува тој да игра улогата на Цвета. И нешто изигра толку убо, туку и сите села бареа да ој да даве та представа во сите села. За прв пат кладе во скена Гуре Дума тука. Селото Глобочани најрано се споменува во 1337 година кај Стојан Новаковиќ во 16 и 17 век, во Слепченскиот кодик во 1568-69 година, во турските пописни документи за казата Биглишта во 1865 година, во патописот и картата на Јохан Хан во 1900 година, во делата на Васил Кърнчов, во документите спомените од Илиденскиот период, во 1912 година кај Георги Трајчев, во 1917 година кај Боривое Милоевиќ, а потоа кај Јордан Иванов, Јован Хаджи Василевиќ, Макс Васмер, Логожмеј Пјанка и Стерио Спасе. Прв пат селото Глобочани во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсей и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел Царот Самоил од 979 година до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските записи од времето на Јован Скилица
поточно речено од 1020 година, за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Податоци за селото Глобочани се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Горица, а припаѓа наказите Горица, Биглишта и Хрупишта, како падишавски хас на нахијата Билишта, брои 52 семејства. Пописниот дефтер од 1665 година, кој се однесува за периодот од 100 години по претходниот, ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото е запишено дека селото и припаѓа на Ресенската нахија и имало 14 семејства, 4 неженици и 4 вдовици, сите христијани. Во пописниот отомански дефтер од 1865 година е запишено дека селото брои 16 христијански куќи. Дека селото Глобочани на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски прелик на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележено дека селото имало 18 домаќинства, 140 жители, христијани македонци. Додека пак Јохан Кан во патописот намене за селото Глобочани запишал дека во 1868 година во него живеат 40 домаќинства. Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Глобочани живееле 248 жители, сите македонци. Според записите на Григорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време селото броело 28 куќи, а во селото живееле 254 жители. Според записот на Бранислав Милоевиќ, во 1917-1918 година броело 38 домаќинства, додека според записите на Кирил Мундишев во 1923 година селото брои 320 жители, а според Стерио Спасе во 1932 година селото брои 250 жители. Во 1945 година селото Глобочани брои 346 жители, во 1948 година 400 жители, во 1960 година бројот на жителите двојно се намалува, за да во 1969 година бројот на жителите изнесува 239, а во 1979 година 259 жители
и во 1998 година селото брои 71 куќа, 340 жители. Во 1912 година Глобочани беше под турско владение. Во тој склоп и беговски чифлик, под кој остана се до ослободувањето на земјата од фашизмот, кога новата власт земјата ја подели на селаните. Како последни бегови во селото се споменуваат Сурија бег и Беџин бег и двајцата од албанско потекло. Глобочани пренесуваа сеќавање дека и покрај тоа што биле по турско владение, во селото турци никогаш не влегле. Втората половина на 18 век за Глобочани е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и силеџи, уништен од отоманскиот падишах. И црквата што е изградена, и таа е убаво да видиш, таа е со та структура, најстарата структура. После се зголеми црквата, са изградена 1869. Другата црква до неја. Камбанеријата на црквата пишеше со кирилица 1896. Село Глобочани. Арнома, ко се истори државата, се изгуби таа. Беше еден сведок така чист. Село Глобочани 1886. Камбанеријата. После црквата, во овие години сјаво демокрацијата, се изгради таа се претвори во кокошарница седе. Кокошките и држеа таму. Во пералница переа, вареа рајчија во времето на комунизам. Нарочито 1967 годината навака. Името на црквата ести Благовештение, али ние си го викаме Свети Блаштојни. На ова тука. Имам уште на црква друга, онамо наблизо кај влеговте, таа црквата Свети Ѓорѓија. Селото Глобочани уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во пештерната црква Свети Блаштојни. Наставата се изведувала од селските питропи попови на македонски црковен книжевен јазик и писмо. На 24-та годината ние паднаме под Грција. До тога училиште грчко дојсоа тука. Ова висно изградена на 1913, ама дојсоа училиште грцко тука. После 24-та дојде учител албански тука. Дори до 45-та годината, 44-та, 45-та. На 45-та дојдоа учители македонски. Тој што ти го спомена Јоше Петревски и многу други. По сите села дојде учители македонски. После и во другите села имаше дојдено од Македонија учители. Во Зрноско, во Шулин, еден Сандре беше, еден Томе во Горна Горица. Зборвам за пред 48-та. До тога тука имаше и библиотека на македонски јазик. Нас како македонски никој пат не наиме отказано. Албанија. Ово може да го речем што никој пат не наиме отказани од македонштината. Песни, уора, обичај, све на македонско ние правиме во времето на комунизамот. Стерио роден е на 14 август 1912 година. Беше еден многу напреден ученик, што 2 години изеде во една. Трето и четврта изеде во една година и влезе во 5-та класа. После, откако заврши Корча, ојде да учит во Елбасан на нормале елбасаница, викаше тоа.
педагошка школа. А заврши тая, ама пишеше и на вестниците од сколијата. Пишеше разговори, паметвам јасен разговор, татко се викаше, за мајките, за животот тука, за све. Откако заврши сетне во Елбасан, ојде учител во Скопоја мало време и се не го зајсува во Дервичан, во Динокастро. Тамо учи неколку години таму како наставник, тамо почна да го пише и романот Зошто? Што есте еден роман, може да речам, како го има измислено тој човек на 21-22 години возраст беше. Толку годишен беше тој. И го направи, можем да речем, првиот роман во Албанија тој беше. Почна да се занимава со писање на романот Афродита пред 1944. Пред ослободувањето го написа и тој роман, по него сетне, а написа Тие не беа сами. Еден роман и за овој роман тој изеде награда од државата. Опет почна да се занимава, направи уште еден роман Афродита повторно в село. После го направи романот На брегот од езерото. Беше тоа во времето на колективизацијата што се браеше. Зеде една тема што можам да реча ниту еден албански писател нема што зеде та тема на преродбиниците. Во оваа тема тој првиот роман беше Будење. Се занимаваше со многу литература, со текстови, школски текстови што правеше, дури и граматика албанска, а преработа и граматиката албанска. И така, градеше везен в село, се интересираше за све, за животот на селјаните, за како се школуваме тука. Со сето школувањето наше беше тога само на македонски. За да збери материјал за цикли од романите преродбеници, тој ојде во Македонија и тамо имаше еден голем пречек. И собра доста материјали, ојде и во Крушево, тома некако го прекажваше тој музеот на илинденците. Нешто како Октапод вели беше, го видов и него. Во Битола беше во Скопје се сретна со некои личности како Димитар Митрев, научник. Мислам и со Блаже Ристевски. Мислам се сретна и со тој лингвист како веќе Блаже Коневски. И со него се сретна. Тој влегваше во сите полина на животот со муабетот. Дали како се реализирани рендиментите на работата на пченца, на орис, на мисер, сточарството како риболовот како на селјаните. На сите полина од животот голем труд даде за наука на многу деца од тука. И многу деца со образование од вака, со помош негов. Дрвата негова сега има син. Има написано неколку романи. Ед роман се вика роман Гротеск, го викаме ние. Павионо на филозофите. Тој го бие и тој систем првиот и овој сега. Убав роман го има извајано, го имам прочитал на самиот јаска. Се не имат внуци од брат. Герман Кристо, тој е мојот внук од брат на Стерија. Учител по историја. И еден па ести во Македонија, Митре Кристо, и тој учител ести. Има завршено. Али овој Герман Кристо можеш многу да научиш од овега.
Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани. Светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат безсмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија, како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Кога секој добронамерник ќе дојде во Глобочани и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, ќе се одушеви што старото одавно му остапило место на новата современа урбана архитектура, на чиј современ градски живот можат да им позавидат и некои помали градски и приградски населени места не само во Албанија, туку и во Македонија. Почитувани мои, иако на мојот престој во селото Глобочани му се ближеше крајот, не се заминувам од албанскиот дел на Мала Преспа, овој пат ќе останам малку подолг период за да направам документарни записи и за селата Зрновско, Леска, Пустец, Церје и Шулин.